Почитувана јавност, почитувани колеги, почитувани млади луѓе и студенти во Република Македонија, овој амандман беше напишан и беше предложен од Унијата на млади сили, а ние како пратеничка група го поднесовме до собранието согласно деловничките одредби и токму со овој амандман бараме да се обезбедат средства во висина од 100 милиони денари за продолжување со изградба на објектите наменети на Финки и на ФФК. Почитувани студенти, ова се објекти кои што почнаа да се градат пред неколку години, а нивната изградба заврши заклучно со 2016 година. Овие објекти, да бидам попластично сватен, се наоѓаат во кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи и представуваат грд споменик на незаинтересираноста на оние кои што се занимаваат со политика и кои што ги управуваат институциите, а во насока на подобрување на вашите услови. Со овие две згради кои што ќе се завршеа, требаше студентите на овие два факултета да добијат модерни услови за да имплементираат својата настава. Она кое што би сакал да го знаете е додека сакаат да се убедат да ви ја потценат, драги студенти, вашата интелигенција и да ве купат со по 1000 денари месечно, мислејќи дека така ќе ви го дадат сето она кое што ви го земаа изминатите години, треба да знаете дека од претходната година и буџетот што го предлагаа за тој временски период и овој има дополнително скратени средства за оваа ставка и покрај тоа што во изминатата година ниту една шајка не се закова. Овие објекти апсолутно немаат никаква пречка да се изградат, бидејќи се легално чисти и само треба да се продолжи со изградбата, затоа што има избрани изведувач. Само треба луѓето кои што се занимаваат со политика, а кои што ги водат институциите, да обезбедат средства и да продолжат да ги градат. Сакам да ве потсетам, драги студенти, на уште еден грд објект кој што заради инат не е пуштен во употреба и вие трпите тоа е практично спортската сала во кампусот на универзитетот, која што е комплетно нова и изградена, а никој не може да ја користи затоа што ја направила друга владеачка гарнитура. Така да апелирам до заменик министерот за финансии и мнозинството, ова е заеднички интерес на сите, ова е барање на студентите пред се, да не ги замајуваме со некои квази студентски движења кои што се блиски до партијата на власт, туку да покажеме дека сакаме да се грижиме за образованието во оваа држава, да го прифатиме овој амандман и веднаш потоа како пратеници веќе од 1 јануари да почнеме да ги притискаме овие од Министерството за образование и од владата веднаш да продолжат со изградба на зградите за факултетите Финки и ФФК. Благодарам.